Добра вечер, почитувани. Во нашето вечерешно интервју разговараме со господинот Мирослав Крстевски, кој е претседател и уметнички раководител на културно-уметничкото друштво Панче Пешев. Добра вечер за вас. Добра вечер и на вас и благодарност до вашата куќа за поканата да учествувам со одредени мои сознања и мислења во областа на културата и активностите, посебно оваа година, и да ви посакам успех на новото студио, новите простори, бидејќи првпат сум тука, со среќа и голем успех во наредните години. Ви благодариме. Би започнале со меѓународниот фолклорен фестивал. Кажете ни првин која е вашата улога во самата организација на фестивалот. Подоцна знаеме дека фестивалот ќе се одржи во август годинава. Како течеше организацијскиот процес, кои би биле очекувањата од годинешното издание на фестивалот? Па кратко да кажам дека во 2018 година Кут Панче Пешев, заедно со општината Куманово, поддржани организиравме една меѓународна фолклорна смотра за граѓаните на нашата општина во Центарот за култура, и после таа смотра рековме и градоначалникот и јас дека оваа смотра ќе прерасне во фестивал. И така бидна. Значи, по повод 500 години на Куманово, во организација на Кут Панче Пешев и МКЦ Козак, а со поддршка на градоначалникот и Советот на општината Куманово, го организиравме првиот меѓународен фолклорен фестивал, кој фестивал сметам дека не само јас, него и многу други луѓе од областта на културата и граѓаните дека беше на многу високо ниво организиран и беше едно освежување на представување на одредени културно-уметнички друштва од повеќе земји, како што беше Србија, Босна и Херцеговина, Бугарија, потоа далечната Колумбија и неколку ансамбли од Република Македонија, а фестивалот го затвори нашиот национален ансамбл Танец од Скопје, што приреди една убава програма од македонскиот фолклор, од македонската песна, пред се од традицијата на Македонија. Кои се очекувањата за ова година? Кој би бил гостин? За ова година мора да кажем дека и никогаш да не се врати 2020 година, пандемијата ни ги пресече нозете и ние бевме во таа ситуација да 2020 година не беше планиран да се организира овој втор меѓународен фолклорен фестивал, меѓутоа моравме да го одложиме и не го организиравме. Сигурно дека не сакавме да трошиме средства без потреба и да импровизираме. Овој фестивал си има своја цел, своја програма да презентира дел од македонската култура пред гостите и гостите кои доаѓаат од другите држави да презентират своја култура, свој фолклор, своја традиција и пред се младите да се дружат. Тоа по 2020 година не успеа, меѓутоа има поканато Мексико, Колумбија, потоа Грузија, Кипар, Русија и нормално од нашите држави беше Хрватска и Словенија да се види, меѓутоа тоа не бидна што не бидна, меѓутоа ги вративме парите од Република која ни даде за прошла година, финански средства, ги вративме парите и со намера или со желба да тие средства што не ги одредија да бидат пренаменети барем за оваа 2021 година. Оваа 2021 година фестивалот го почнавме веднаш по нова година. Рачунавме и се надевавме како што изгледа сега ситуацијава, дека ќе има услови и ќе може овој фестивал, вториот фестивал, значи да го организираме во 2021 година. Контактиравме со општината, со фондацијата, со градоначалникот и нормално и со министерството, поднесовме барања и фестивалот, да не кажам, 99% е припремлен. Ради пандемијата моравме како одбор да го одложиме овогодишното шествување на овој фестивал, заради тоа што сакаме да биде уште посигурно дека ќе биде подобро време, подобри услови,
за да ние тоа го правиме за граѓаните, за луѓето, после ова пандемија да видат нешто добро, да осетат, да почувствуваат, бидејќи луѓе и целиот наш народ дојде во една ситуација, психичка лоша ситуација, па барем ние како културно-уметничко друштво, како организатори на овој фестивал, сакаме да им дадеме барем нешто да ги развеселиме, поведро, поубаво, нешто што го сакат, што го чувствуваат и да уживаат едноставно. Ова година на програма се и ќе учествуваат 5 земји од страна, и тоа како прво Грузија, земја со која председателот наш Пендаровски и председателката на Грузија пред 2-3 месеца мислам дека потпиша договор за безвизна посета на нашите држави, а и меѓу министерствата верувам дека беше постигнат и договор за меѓународна културна соработка меѓу овие две земји. Потоа да не го одминеме Србија, која учествуваше на првиот фестивал, сега уште по квалитетен ансамбл. Тоа е уметнички центар Талија од Нови Белград, значи една извонредна екипа која го поминала целиот свет. Потоа нашите поранешно збратимени градови на Куманово, Вараждин и од Црна Гора Никшиќ. Така да од Вараждин ни доаѓа ансамблот, фолклорен ансамбл, Вараждински фолклорен ансамбл од Вараждин, Хрватска, а од Црна Гора Захумље културно-уметничко друштво од Никшиќ. Реков дека тоа се два збратимени градови кои беа кога бевме во заедничка Југославија. Потоа неодмислива е Република Бугарија. Баш денеска доби точно кој ансамбл ќе ми учествува, тоа е ансамбл од Софија, кој, да не кажем, ја представува Република Бугарија. Верувам дека состојбата, политиката ќе се ја тера својата работа, а ние како уметници, како луѓе од културата кои треба да сближуваме, да ги балансираме работите, продолжуваме таа соработка и мислам дека тоа ќе биде една убава вечер од овие 5 ансамбли од надвор. Од Македонија ќе бидат учесници едно 6 ансамбли, и тоа 2 ансамбла од Скопје, еден од Битола, еден од Јевгелија, од Вевчани и нормално домаќинот културно-уметничкото друштво Панче Пешев. Програмата што ќе ја направиме ќе биде навистина атрактивна и интересна за нашите луѓе, на поширок круг на луѓе, така да сметам дека ќе биде посетеност многу поголема него што беше на првиот фестивал. Инаку фестивалот ќе се организира од Центарот за култура, кој претходно ќе биде организирана поворка низ улиците на градот Куманово. Тоа е дефиле на сите учесници тој ден кои ќе настапат и свеченото отворање и настап на сите ансамбли, околу 8 тој ден ќе учествуваат, со атрактивна програма по 10 минути. Планирано е да ги прими председателот, односно градоначалникот на општина Куманово на прием сите овие учесници и нивните групи, председатели кои ќе дојдат. Сметаме дека е добро да ги поканиме и ќе ги поканиме сигурно и амбасадорите на овие земји во Република Северна Македонија, кои се во Скопје, тука во Македонија, да присуствуваат на овој фестивал. Првиот фестивал засадивме дрво на фестивалот. Ова година ќе организираме начин како тоа да го презентираме, да му дадеме една посебно дојдување со, најверојатно со вадење, со носи, вода да го посипиме и така да биде тоа малку интересно. Инаку фестивалот... Колку дена е предвидено да трае фестивалот? Фестивалот трае... Извинете малку. Фестивалот беше планиран да трае 4 дена, меѓутоа, поради проблеми со финансиски средства,
фестивалот ќе трае 3 дена и тоа на 20, 21 и 22 август, тоа е петок, сабота и недела. И фестивалот беше планирано, барем така јас размислував, бидејќи самата програма на Куманово, на општина Куманово, се правише бина, требаше да се направи бина, која ќе ја користат, да кажемо, ќе биде тоа една лепеза на активности во текот на втората половина од месец август, како едно културно лето на Куманово. И за нас како фестивал, нас не треба навистина бина која ќе биде професионално направена, бина 14 на 12 метри, добро, бидејќи ти да ти скочат негде околу 30, 35, 40 учесника на таа бина, треба да има просто да игра, да покаже оно што го знае. Меѓутоа, ситуација така испадна, требаше да плаќаме за бина, да си партиципираме сами, така да ние видовме дека немаме услови тоа нешто да го направиме и се одлучивме истиот да биде по Центарот за култура во големата сала. Се надевам дека протоколот, ако го има, каков ќе го почитуваме, ќе биде малце послободен, меѓутоа ако има некој поригорозен протокол, тоа ќе го направиме сигурно пред влезот на салата, Центарот за култура, и мислам дека ќе биде убаво, али мислам дека тоа значи дека влезот за да го гледаат фестивалот ќе биде бесплатен или да, има... Да, сигурно нема финансиски ништо. Ние увек работиме аматерски, никогаш ништо не наплачеме. Ние работиме, го чувствуваме фолклорот, правиме програми, поширока народна маса која не може, кој нема услови да плати некој концерт. На овој фестивал нема карти, нема ништо, слободен ќе биде лес, сигурно колку ќе дозволи условите да влезат во салата и така. Спомнавте дека имате доволно средства, нели, за да дојдат сите гости на фестивалот, меѓутоа сепак фали. Што е она што фали од средствата? Дали доволно средства добивате од општината, од Министерството за култура? Дали доволно се распределени тие средства што се наменети за културни настани? Дали се форсираат одредени фестивали? Ова е најболното прашање, посебно во културата, па посебно во сите сегменти на културно живење. Не само во аматерските или издруженија на граѓани како што е Кут Панче Пешев. Проблемот е во тоа што ние како Кут Панче Пешев, како организатори, направивме програма, конкуриравме во Министерство за култура, конкуриравме на 3 програми, значи имавме за работа на културно-уметничко друштво, за вториот фестивал и за надор, бидејќи добивме покана за 2020 година од Кипар, Северен Кипар, да учествуваме на еден од тие фестивали и ние ги доставивме тие проекти што ги конкуриравме за 2020 година. Ние 2020 година од Министерство добивме 400.000 средства за фестивалот и 220.000 за одење во Кипар. Тоа се негде околу 30 до 40% од наши потреби за да го организираме и фестивалот и да учествуваме на тој фестивал во Искеле на Северен Кипар. Меѓутоа, поради пандемијата, ништо не се случи. Ништо не се случи, ние пративме писмо дека не сакаме да импровизираме и за надвор на фестивалот, да е само да ги потрошиме тие пари не се фрлени, па ние да ги потрошиме како сакаме, тоа се наменети за тие активности. И ако тие активности не се испланира така и да дадат она што очекуваш од нив, онда боле да не го организираш. И ние решиме, значи, да не импровизираме. Имаше во Македонија некои друштва правеа фестивале, нешто онлайн, нешто со маски, само колку да ги потрошат парите. Ние тоа не сакавме да го правиме и пратиме допис до Министерство за култура, каде побаравме, се откажуваме ова година, меѓутоа за наредна година се надеваме, ако не, барем нешто повеќе од овие средства да не се дадат. Меѓутоа мора да кажам дека од Министерство само за работа добивме некои средства, што се сигурно малку,
за активности, а за надвор и за фестивалот бевме одбиени. Ние доставивме приговори, сметаме дека навистина некој проблем има. Што е проблемот? Дадовме приговор, жалба до Министерство. Еве денеска ми стигна за меѓународен фестивал дека и второстепената комисија сме одбиени за одење надвор, може би и подобро, бидејќи знаеме каква е состојбата. Меѓутоа за фестивалот очекувам некој позитивен нешто да се направи. Бидејќи ние и лани добивме 200.000 од општина Куманово. Исто така ова година од Куманово добивме 200.000 за фестивалот. А организираме фестивал кој ќе трае, да кажеме, 3 дена, 3 дена, со учество над 450 учесника. Значи, околу 250 сместувања, спиење, 3 пансиона во и ученичкиот дом и во ресторанот, одно хотелот Хармонија, колку ќе не стигнат тие средства. Реагирам нешто во општината, не знам ни со кого да разговарам повеќе, бидејќи не знам кој одлучува за тие средства. Имаше пред 20 на дена ребаланс на буџет или непотрошени средства, кои средства нормално ќе бидат пренаменети за на други активности кои се во текот на оваа година и кои ќе се створат услови за да се организират. Меѓутоа, што да ви кажам, околу 420.000 беа планирани да се доделат и беа доделени 60.000 плюс за меѓународен фолклорен фестивал, 60.000 за денови на комедија, а 300.000 дадени на Куд Руши Шакир. Тоа значи, во почетокот, сакам да кажем дека Тамбурашкиот фестивал кој се организира 2 дена, доби 800.000 од општината, Руши Шакир доби 350.000 динари, 300.000 динари доби Тумбафест фестивалот, а Кут Панче Пеше за фестивала од околу 450 учесника кои ќе бидат и ансамбли од Македонија, ќе го гледат сигурно над 3.000 само во салата, не знам колку ќе бидат на дефилето, што планираме да го снимиме со помош на вашата телевизија, комплетно овој фестивал, со дрон и ќе издадеме CD на сето она што се дешавало на самиот фестивал, ќе биде презентирано и ставено на CD. Ни дадо, значи, толку. И сега ја не може да сватам сега кој ги решава тие, кој решава. Зошто така се понесуваме? Ја не сум против. Ја навистина ги сакам сите културни вечи друштва во Куманово што постојат и треба да има друштва, треба да се организират. Меѓутоа тоа треба да го прави општината или луѓето кои се задолжени од самата општина, од секторот за култура и спорт. Фондацијата си ги организира манифестациите, значи се гледа, значи кој како може да добие, кој како ургирал, така и добил. Ако ви кажам за работа на културно-уметничко друштво, последните 10 години, од 120.000 за цела година, па 80, па по 40, 50, 40.000 денари за цела година за работа на културно-уметничко друштво. Ова година сите 10 здруженија, меѓу кои се културно-уметничко со Барем Шабани, Панче Пеше, Срма, Српски вес, Карпош, Парадигма, Руши Чакир и други здруженија, Дувачки оркестар, на сите линеарно за ова година се дадени 50.000 денари. А ние само струја плаќаме за грејење, за било што во текот на година. Од што работиме? Дали некој се прашува како живеат тие друштва? Од каде пари? Посебно минатата година за пандемијата, Банка Жута, ние добивме од општина 200.000 динари за фестивалот. Не го организиравме. Не сакаме да трошиме без потреба. Моје е да направиме нешто колку да ги потрошиме парите. Меѓутоа не е фер. Ова минатата година Банка Жута никој не се јави да ги праша културно-уметнички друштва во текот на пандемијата како преживеа.
дават на едни, дават на други, зборуваме за државата, министерствата. Значи никој не ги гледа како да живееме. Ние сме навистина прави амбасадори, меѓутоа запоставени и на ниво на република и на ниво на општина. Посебно културно-уметничките друштва и други активисти кои работат не за пари, работат за фолклор. Има луѓе кои живеат за фолклор, а тоа сме ние, а има луѓе кои живеат од фолклорот. Ние не сме тие што живеат од фолклорот. Ние си имаме своји плати, своји работа, си имаме, меѓутоа од љубовта према фолклорот, према нашата историја, према нашиот идентитет, према се она што е традиција, култура, сакаме да го пренесеме на младите, сакаме да го предочиме и презентираме пред јавност. Значи, покрај пандемијата, воопшто ситуацијата во културните уметнички друштва не е на ниво кое што е задоволително, бидејќи вие сте сепак амбасадори на македонската култура, на македонската традиција, не само надвор, туку и внатре. Баш тоа што го спомнавте, тоа го пренасаме на младите генерации. Тоа останува подоцна да живее. Ние минатата година навистина имавме еден наступ, само на фестивал со маски во Долини, каде учествуваме преку 40 години. 47 фестивали, ние секоја година и 2 пати, 3 пати гран придобиваме на тој изворен фолклор. Само тоа не беше настап в 2020 година со маски, само да фестивал се одржи. А оваа година настапот ни беше прво настап на телевизија Телма, што имаше емисијата за Куманово. Сметам дека е емисијата добро замислила, меѓутоа ние бевме повикани од општината, не знам кој, преку Фондација за култура, веде директорот ме повика да учествуваме. Иако не бевме спремни, направивме напор за 3-4 дена да се обереме дел на членови, да малци заработиме тие 3 дена, за да се го нормално презентираме нашиот град. Меѓутоа таму видов дека организација е во сосема друг. Убава е. Тоа е за Куманово супер. Меѓутоа, па поценувачки према нас, како културно-уметничко друштво, отидовме, општина, благодариме, ни даде автобуси, меѓутоа од 12 до 7 сат имаме разговори, учесници, кои како убаво се беше, меѓутоа, како статисти не израсуна. Значи, не третират како луѓе кои навистина нешто работи, нешто презентират што е квалитет на ова држава, на овој народ. Него статисти дал. Ни ручек, ни ништо. Деца умрева за јадење, тамо стигнамо после околу 9 сат во Куманово. Па да ни кажа дека било што. Па ја лично ќе најдем начин како да обезбедам, срце да ги дадам, барем синдвичи да ги обезбедам. Така да не ми се свиѓа овој однос према овие културно-уметнички друштва, посебно према Кут Панче Пешев, кој беше институција. Така, тоа би било следното прашање. Какви беа почетоците на Панче Пешев, а како е сега? Почетоците беа навистина импресивни. Дали тогаш сум бил млад. Јас сум член игрорец од 1966 година, игрорец и пеач, и чукав на тапан, и не знам што. Не се делев, не одев никаде тамо. Додека дипломирав, играв и во Мир Чацев, во Скопје. Значи, душата ми е во фолклорот и во Панче Пешев. 1989 година ме поставија за председател општествено-политичките организации. Ме викна, знаејќи дека и коreografија правев, и играв, и пеав, и во ЗИК, и во ЧИК, тие друштва. И да се фузираат сите друштва. Ги фузира друштвата Кут Панче Пешев, Илинден, градска музика, Бајрам Шамари, Рушекири, и тогаш во Дом на култура имаше 25 мај, 5 друштва. А поставени од синдикат, од комитет, Социјалистички сојуз, Извршен совет, Собрание на општина Куманово, така да. И луѓе беа во почеток, значи сфера, да не кажувам кои беа во одборот, какви луѓе, какви личности поминале и во управа и во тоа е навистина. Институција таква. Меѓутоа, 5 вработина имаше. И околу 7 имаше хонорарци. Вриеше во тоа друштво. Вриеше. Се шетавме, не знам на колку месец се менјавме простори каде не фрлија, на крај. Некаде 74-та година, кога се правеше од Домот на култура, по иницијатива на
самопридонес на општина Куманово, беше направен и простор за Кут Панче Пешев и за Илинден, тие бараки што се во дворот на гимназијата, каде сега што работиме, каде последните 15 години Благе Кипријановски како председател тогаш инвестираше некаде околу 30.000 марки, направивме нешто кров внатре, проширивме нешто така како направи тоа стана. Значи нема никаква активност. Пред 3 мандати на пријателот градоначелник што беше 3 мандати, нема влезено. Нога нема ступнено во културно-уметничко друштво да што работиме, што имаме, колку носи имаме, какво богатство имаме, какви награди, признанија, никого не ги интересира. И тие што работат во самата општина, кои се задолжени и плата се има за култура, исто и тие не се влегле. Не сакам да посочувам, меѓутоа, тоа е така, тоа е стање. Како да го поправиме тоа? Како да му дадат на човекот, можеш, ја не знам дали не гледат или не сакат да видат. А кога треба, ајде деца во ноќна, дали е студено, дали врне си, деца во ноќна да дојде да прави, треба. Не, па ми не сме просјаци, па само да идеме, само да давамо лепче на некога тамо. И да гледамо како ќе се движи в работа. Ние сме ансамбл. Јас сакам да им објаснам на многу луѓе, на нашиви луѓе кои работат таму и кои ќе работат, се млади луѓе. Ја цел живот сум тука. Цел живот по култура. Може да го кажеме тоа со наградите кои што ги имате освоено. Сигурно се многубројни во текот на изминатите години. Кут Панче Пешев 63-та година, за време на земјотресот, Танец не можеше да отиде на еден светски фестивал во Копар. И кој ќе иде, како ќе иде, тога се збери, Панче Пешев да иде. Панче Пешев оди и со познатата игра Кумановски грбач, тоа е символика на тешкото, на кумановски начин, со Сулјо Тупанџијата, Ќамили и Кирче на Зурли, одат и го освојуват првото место меѓу 36 држави тамо што учествуваат. Прво место го освојуват. Панче Пешев има многу настап. Јас одев со Панче Пешев и ден денес одам не ради што сакам ја многу да одам, него сакам децата да видат со друштво каде што ќе може да отиде, никогаш не може да отиде на друг начин и да се зближи. Така да многу работа има да се зборува, тоа значи дека може да соработката со странство, со странските културно-уметнички друштва е на добро ниво. Имате одлична соработка. Па видите што јас пред 4 години бев генерален секретар на Сојуз на фолклорни ансамбли на Македонија, заедно со председател Доро Рутецки. И една многу лоша работа е што во културата, посебно во овие вакви културни институции, да не ги кажеме, или издруженија, влегува политиката. Значи, Боро беше председател, ја бев секретар на ЦИОВ за Македонија, бев на неколку конгреси, направивме нешто, ги сближиме нашите активности на нашите културни друштва во Македонија. Меѓутоа, политика кога ќе влезе, она тие растур прави, што не е добро. И сметам дека тоа е една работа која треба да се искорени. Ние, барем во Панче Пешев, не интересира политика. Да, после Панче Пешев може да се води секој политика. Меѓутоа тука да се дружат, имаме деца и од ВМРО, имаме и од СДСМ, и од други партии, не се мисли кој што, меѓутоа, ние сме за игра, ние сме македонци. И тоа ќе се остане. Така, покрај тоа што сте председател на Панче Пешев, културно-уметничкото друштво, вас ве знаеме и како дел од организацијскиот одбор на Младинскиот културен центар Козја. Кажете ни која е точно вашата титула, функција таму, што е она што го работите, знаеме за филмскиот фестивал кој што го организирате, дали оваа година ќе го има? Да, па да кажам дека културно-уметничко, овој Младински културен центар, тоа е понешто Кино Козјак. Јас сум од 82 година, директор бев на тоа предпријатие, инаку претходно по факултетското образование завршив историја со историјна уметност, се вработи во културно-просторна заедница. Во културно-просторна заедница многу треба да се зборува за активност. Мене ми е многу криво што таа заедница ја укинаа. После моје одење во киното дојде Гоце Божурски.
делуваше и добро идеше и тогаш, меѓутоа ги укинаа тие заедници, ние оние манифестации што ги правевме. Јас единствен референт бев и уште еден после примивме, меѓутоа имавме одбори. Многу беа заинтересирани, сите граѓани квалитетни, никој не прашуваше за партии. Сите беа заинтересирани, имавме феноменални одбори. Стручен председател на еден одбор, председател на Извршен совет, председател на ова друг председател. И одбори сите по институции луѓе. Па ќе направевме. Па ние имавме обшто југословенски манифестации, тоа подкозачки среди. Па ликовната колонија, јас не знам колку пати сум бил од 76 до 72 година во Прокорчински, приприме да направиме. Какви уметници доваѓале. Па дувачки оркестри Србија со 500-600 учесника на Република Македонија, ќе одиме из Македонија и ќе доведеме 13, 14, 15 оркестри од Македонија и ќе свират сите заедно. Кога ќе направиме бина, тоа беше можеби 30-40 на 40 метра. Тоа беа манифестации. Значи правевме нешто. Ако се сака, се може, меѓутоа младите треба да сватат. Они кога ќе видат некои луѓе постари, малци у пензија, ги гледа ги тргнат, не може да ги сметат. Они не се свесни дека треба да ги држи, ово кој да ги држи тие постари искусни луѓе. Ја нема што да трчу, ке иду ли негде да виду. Се може да ги помогну на тие помлади луѓе. Ама они не сакат да слушат. И сега ме прашате за МКЦ, значи од 82 година до пред едно 3 години ја бев директор на МКЦ Козјак. Оно беше прво работна организација градски кина, па оно смена на предпријатија, па бидна кинопромет, па потоа биде ДО кинопромет и на крај кога филмот како филм на ниво на цела држава, значи киноприкажувачката мрежа беше навистина уништена со оние видеа, касети прво, па телевизии, па сега гледате филм може да гледаш каде сака, само вртам филмови, меѓутоа филмско платност е филмско платно. Ние не сме се никогаш откажале, гледачите знаат какви фестивали, филмски фест, мини-фест, мини-пула, кога имаше 2 кина, ја го реновирав тој кино напредак. 84 година, а 87 година направивме ново кино тука. Значи, од собствени средства, со помош тогаш од локална самоуправа преку тие кредити некои подобри, али направивме нешто, значи направивме. И сега да ви кажам право, не се откажуваме од филмот, бидејќи филмот си е филм. Меѓутоа немаме филмови што да проектираме. Ние во МКЦ ја намаливме салата, да не беше таа банка и да направивме, ние требаше да затвориме се и да седиме дома, нема што да збориме. Меѓутоа сторивме еден простор и продолживме со прикажување на детски филмови, на фестивали по амбасади, на фестивали домашни што ќе се направат, што ќе бидат, правевме организирано со училиште и тоа го правиме и ќе го правиме, сигурно. Ние правевме убава представа холандски филм, па правевме филм, француски филм. Посебно најдобро не одеше со Кристин, амбасадорка на Германија, што беше пред ова, за нов германски филм. Тука правевме навистина многу убав филм, многу убаво дружење беше. Дури имавме некоја соработка со амбасадорка, нешто да правиме тука, нешто, меѓутоа таа замина, некои проблеми тука има и така нешто застана, меѓутоа филмот, вие ме прашувате и пуно ме прашуват дали кога ќе почне, нака биде сега протокол, сега дадува. Ние не отворивме салава година и пол. Сега ќе почнем да отвориме, ќе дадат протоколи и одредени филмови наши што се снимат, бидејќи нашите уметници, они ги прават филмови за надвор, за фестивали. И се јават, може ли еден ден да игра? Па дурво еден ден да игра. Запише дека играл, за да го конкурира. Па стави го да игра 3-4 дена. Па дај го без паре. Дај го без паре. Па ми може ситно нешто ќе ставимо некој ден, ситно колку да покриемо трошкови. Онома лупне 150 денара карта, од овој постави услови. Меѓутоа, без разлика нешто, ќе покушаме, значи, после пандемијата, да си го вратиме на филм и со ученици, и со школски представи, детски филмови. Ќе има нешто, меѓутоа, продукција
и увоз на филмови нема шансе во Македонија ако не дојде преку некоја друга држава, Хрватска, Србија, преку овие други кои имат копија, дојде само една копија изигра и се враќа назад. Никој не може и не сака да финансира толку пари за една копија за да може да игра. Во Македонија нема каде да се игра. Сега поминавме на DLP проектори, тоа дигитални. Убава слика е све. Некој вика, ајде направите нешто со кино, трета димензија. Тоа паре кошта, па кој ќе ти улеgne тамо сега? Па посебно во ситуација. Може, таму каде што има некој да инвестира, за да може и други работи околу тоа да може. Иначе, кино 3D, ние сме прикажували, али цела екипа дојде комплетно со цела техника и направиме. Сега техника е сасвим друга, по-современа и младите повеќе сакат нешто ново, нешто да ги дирне или да се дружат и така. На разговорот му нема крај, ќе мора да го привршуваме. Која би била вашата порака до кумановчани, до можеби надлежните, иако веќе ги спомнавме можеби дел од вашите ставови, како да го направиме подобар културниот живот во Куманова? На генерално ниво. Не се работи само за фолклорот, туку мислам дека на повеќе нивоа треба да се работи за да биде подобра. Дали можеби со некоја порака до младите или до надлежните институции, како што веќе ги спомнавте претходно? Па што да кажам, ја можам да дадам свое мислење во областа на културата, можеби во областа на спортот. Ја не сум спортист, професионалец, али сум у живот спортист, бидејќи и спортот е играње, фолклор. И тоа треба кондиција, за било кој начин кондиција треба. Прво, не знам која комисија и кој одлучува во областа на културата. Министерство за Министерството си одлучува за проекти на институции од државно ниво. Локална самоуправа, ако сака да ги има, овие друженија што сега ги има, тие друженија со 50.000 денари на сите подеднакво. Сега се формирало друштво, некои се формирани само колку да работат за екзистенција, не за друго, за екзистенција. Ама ние не сме тоа, ние бевме институција како Панче Пешев. Ние мора да имаме услови да работиме, да правиме, да обновуваме, да правиме носеве. Сега ни треба носија, нова носија, 45 години стара носија кумановска. Добро што сме ја сачувале. Ни треба нова носија кумановска, има кои прават сега и убава работа, ово го кажувам и до локалната власт, да знае, треба ми да поднесеме барање, да не обезбедат срца, да набравиме кумановска носија. Подобра носија имат културнички друштва, ако ги погледнате од Хрватска, од Србија, од не знам од каде, гледам на YouTube, игре сапчиње, кумановски игре, кумановски, разбираш ли, изучени, направени, повеќе од страна ги знаат, нашите него ние што ги знаеме. Така да носија мора да имаме, мора да се направи една категоризација на овие наши, да не кажем, дружени на граѓани од областта на културата. Не може викам ти еден од вчера формиран 3 месец, 4 месеца и сега го ставља и Панче Пешев, и Барам Шавани, и Ручи Шакири, и други друштва кои стават во иста кош. А Панче Пешев 95 години постои. 95 години. Па тој Панче Пешев го даде својот живот во виорот на Втората светска војна и затоа после 44 година, бидејќи е член бил, композитор, го дал својот живот, друштвото носи име Панче Пешев, а претходно било Абрашевиќ. Така се викало, пошто те Коста Абраш е бил, сите институции во бивша Југославија се носеле, тоа го име носеле, бидејќи човекот на вистина бил тако кој ја сакал културата и потоа. Меѓутоа Панче Пешев на вистина е народен херој, наш. Ајде да не кажу, не е... Која би била пораката до младите? Младите, мора да кажам дека... Дали има доволно заинтересирани кои што доаѓаат во Панче Пешев, млади генерации на деца? Женскиот свет
младите женски навистина сакат и доаѓаат. И ние имаме можеби 4 пати повеќе членови женски него машки. Машките ја не знам зошто и какви сте тие машки. Прво ќе дојде и гледа флашу да фати. Не гледа друго. Па ние кога сме биле млади, абе како бе ми девојчиња убави, па ми се дружимо, па што да те кажа, што викал куманот. Они ќе да не ги интересира женски ништо. Чаша, флаша и да не спие. Меѓутоа има и добри деца и би апелира до младите машки, кои се на 13 години сега, кои имат афинитет, кои имат интерес и ја сакат народната музика, да дојдат, да се приклучат. Има простор и време за сите да ги обучи, барем да научи да игра за себе. Ке се жени утре, нема да знае да заигра. Јас пред 1-2 години бе по школи и презентирав фолклор и викам Снашка, девојка, ќе се одадеш, викам. И ќе знаеш да играш. И почиња, ајде Снашка да заигра, Снашка, едно ногу натам, другу натам. Па исправи се, ќе добиеш стил, ќе најдеш начин, барем да играш, едно коло, 2 да изиграш за свадба. Така да, убаво е деца да доваѓат, да си го негуваат својот јазик, да си го негуваат својот фолклор, традицијата. Нашиот фолклор е многу богат. Македонија е пребогата со фолклорни ансамбли низ цела држава и секој регион има свој фолклор, свој обичај, своја култура, појде од Верчани, кои ќе ни бидат гости овога Верчани. Па погледни доле оној струмички оддел и говори се друг. Појди на запад, испопешено. Значи, ние не можеме фолклорот да го ставиме таков да биде и да се ограничи. Он каде е близко друг народ се меша. Се меша. И тоа е убаво. Тоа е добро. Примеси има и ќе има. И тоа е добро да се дружиме заедно. Така да нека дојдат и физички и психички ќе се одморат и со друштво што може да направат и каде може да отидат. Посебно со овој фестивал сега што го правиме, имаме многу понуди и ќе имаме. Да ги прошетеме тие деца да видат што е, како е. А што се однесува за учесниците што ќе бидат, навистина сте квалитетни ансамбли и ги поканувам граѓаните навистина да излезат на дефилето. Извиним. Првиот ден и понатаму во Домот на култура слободна влез да видат грузијки, грузијанци, хрвати и се оно што ќе биде планирано од нашата држава, да видат на кој начин и што ќе се презентира и да уживаат пред се да се ослободат малку од оваа мака која има ова цела година и пол. Ви благодарам на разговорот. Упатуваме и ние апел до нашите сограѓани да бидат дел од меѓународниот фолклорен фестивал, бидејќи знаеме имаше прекрасен успех кога беше организиран првата година. Вам ви благодарам на разговорот. Се надевам дека повторно ќе бидете наш гостин и пак ќе разговараме за... И јас благодарам што ми дадовте можност, може би во некој момент и емотивно и што сака да го кажам, не со лоша намера, меѓутоа се на добра намера да малку размислуват за кого тој ние работиме, за кого сме ние, овие културно-уметнички друштва, што сме ние. На крај сме, иначе кога нешто биде лошо, први сме ние за пробање. Не дајте народе, така викат кумановци, а ми сме кумановци, такъв народ. Куде не сееш, тамо ницамо. И у добро, и у зло, увек сме први. Значи, мора да направимо нешто да направимо. Тоа е моја порака и до млади, и до они кои одучуват, да не се гледа сега кој како бил близок, дали вработен тамо, дали советник, дали вработен во ова, и сега тој ќе обезбеди преку луѓе ќе повеќе средства. Треба правилно да се дадат на оно што заслужува, а не тие средства да се упропастат не знам како. Ви благодарам уште еднаш. Уште еднаш и јас на вас и благодарам и ме издржате не знам колку минути зборував, меѓутоа мислам дека секако беше продуктивен разговорот, тоа сум сигурна и сум убедена. Почитувани, ви благодарам на вас за вниманието и ви посакувам пријатна вечер.